Регионалниот сојуз на земјоделци КЛАС на својата редовна седница, која што одржавме пред 2 до 3 дена, покрај другото, разговаравме за проблемот кој што е настанат помеѓу Министерството за земјоделие на Република Македонија од една страна и од друга страна Република Србија за увоз на брашно во Република Македонија. Од она што дојдовме до заклучок и од она што го гледаме, според нашите гледања, мислиме дека не се работи за проблем помеѓу Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија од една страна и Република Србија, мислиме дека се работи за непримена на законот во Република Македонија од страна на увозниците. Поточно, Министерството за земјоделие ништо не сака повеќе, нити помалце, него само сака примена на законот кој што е донесен уназад неколку години. Тоа значи дека при увоз на секоја роба од друга држава треба да има контрола на самата граница, во случај во Република Македонија. Досега таков пример сме немале. Обично брашното штом че се товараше од Република Србија и директно одеше во не млиновите, него преработувачите на брашно. После тоа се вршеше анализа и доколку се утврди, ако брашното не е квалитетно како што треба да биде, пошто тоа веќе е потрошено, нема кај кого инспекторијатот да се жали. Него според нашите гледања, тогаш настанува она што ние секогаш го укажуваме и сумјаме, дека увозниците со дел од инспекторијатот ќе се договара како што отприлика мисля дека треба да помине тоа прешутно и така таа ситуација продолжува. Доколку се има контрола при увоз на самата граница, мислиме дека брашното тип 400 нема да биде тип 400. И тоа не тврдиме таа ситуација, така ние мислиме дека е така, една работа. Втора работа, не може нашиот производ, пшеницата или брашното, да имаме целосна контрола при откуп и при брашно, а обратно да увезуваме ние, не мора од Србија или од било каде, брашно неконтролирано. Мислиме дека и нашата пченица и брашното се изедначени со квалитетот, доколку се преминуваат мерките кои што се донесени од многу порано. Предпоставка е дека брашното го увезуваат наши домашни фирми, претежно од Министерство за земјоделие или од некое друго министерство. Апелираме до Министерството за земјоделие јавно да ги кажи увозниците кои што се во Република Македонија, понатака јавно да ги повика нив, јавно да ги повикат млинарите, јавно да не повика и нас како производители на пшеница, прво да најдеме решение за нашата пшеница која што се уште не е откупена и денеска во март се откупува по цена од 9 до 11 денари, меѓутоа ја откупува исклучиво само сточари. Од кога ќе се најде решението за нашиот производ, тогаш може увозниците да увезуваат брашно и пшеница, меѓутоа сепак контролата не е само за брашно. Ние ако имаме контрола на привлез на границата, тогаш ја ви тврдам дека ние ќе имаме далеку поквалитетни приноси во однос на производство на пшеница, затоа што се сумњаваме ние и дека вештачките џубрива не ги содржат материјалите кои што кои што се на декларацијата. Исто така се сумњаваме дека и заштита при на растенијата и тие репроматеријали не се во согласност на она што треба да биде напишано на декларацијата. Па сега, пошто сточарите, можеме да му се заблагодариме, пошто тие откупуваат во овој момент од 9 до 11 денари, ја верувам дека имаме ние околу уште 30.000 тони пшеница во амбарите во Република Македонија. И тоа ние немаме услови за ускладиштување, домашни услови немаме. Од тие 30.000 тони, ја верувам дека најмалце 10%, па и 20 можда посто, ќе бидат расипана пшеница, затоа што условите наши не одговараат за домашно чување на пшеницата. Па ова година немавме ние отприлика околу 150.000 тони. Да. А потребни за Република Македонија, според нашите гледање, се 250.000 тони пшеница, кое што
Значи секако ние имаме потреба од увоз. Меѓутоа да имаме контрола при увоз. Со контролата на увоз ќе утврдиме ние дека сме изедначени со квалитетот на пченицата домашна наша и обратно увозената пченица или па брашно. Па ако се правилникот ако се усвои како што треба, значи ако се применува, за нас земјоделците, производителите на пченица би било добро, затоа што ќе добиеме поголема цена на пченицата. А вака, например, сега се увезува брашно со недобар квалитет и паѓа автоматски цената на брашното и врз основа на тоа си клава самите мелници цената за наредната реколта за откуп. И најверојатно е ниска цената. Автоматски ни вика на нас производителите дека ќе увеза пченица или брашно поевтино отколку што е домашното производство.